сакам да ве охрабрам да верувате. Верувајте во понудата на кандидати за пратеници, верувајте во понудата за преседател на влада, верувајте во оние кои што знаат да испорачаат, да испочитуваат и оние кои што ќе донесат резултати. Ќе направиме повеќе за инфраструктурата. Ќе донесеме изградба на автопат кој што ќе поврзува до Прилеп, меѓутоа ќе го изградиме и патот Градско Прилеп, кој што стои оставен 7 години, кој што е на штета на сите вас битолчани и на цел регион. Стотина луѓе се алфа и омега во Македонија. Тие се господари со колективната судбина, богатејки се енормно, крадејки го народот. И тоа пред се, поради слабоста на СДСМ. Партија која некогаш беше голема, партија со која сме имале жестоки битки, но никогаш не сум сметал дека ќе посегнат на Македонија. А благодарение на нив и на тоа што им го дозволија на Дуи, денес Македонија има се помалку. Дуи секогаш, ама секогаш, буквално секогаш, кога краде највеќе, се прикрива со национални и етнички теми. А денес тие се прикриваат позади завесата наречена Европа. И додека устите им се полни со Европа, а Ковачевски понизно ги слуша и коленичи пред Ахмети, него го слушаме среде Скопје како скандира УЧК, УЧК. Тие зборови, кажани од овој човек, изволкан со тежок криминал и крвави раце, облечен во дело, кое не му ги пере гревовите, се навреда и за албанците, кои ги краде најмногу, и за македонците и сите останати. И кога Ахмети вели дека македонците немале паметници, тоа значи дека тој само не знае и не може да погледне. Овде битола раѓала јунаци со храбри срца, кои своите животи ги поклонувале пред олтарот на слободата за нашата татковина Македонија. Има многу такви стотици и илјадници, но денес, 28 април, најзвучно се говорат имињата на 8 бранители, меѓу кои 4 битолчани, македонски херои кои ги положија животите таа 2001 година во Вејце, зверски убиени во подла заседа од кукавиците кои за жал ги одземаа нивните животи. Бара херои. Еве ги нашите. Маријан Божиновски, 27 години. Кире Костадиновски, 24 години. Бошко Најдовски, 25 години. Илче Стојановски, 24 години. Роберт Петковски, 27 години. Бобан Трајковски, 28 години. Миле Јаневски, 30 години. Игор Костески, 25 години. Слава им! Македонија вечно ќе го памети нивното дело за нашата слобода. И од тука испраќам порака во иднина да се внимава кога се изговараат лесно зборови кои отвараат рани кои не се залечени. А Дуи, како политичка партија дојде на власт со приказна за човекови права, заврши како партија која печали врз човековите права и ги краде и своите, но и сите останати. Затоа овие избори е времето кога треба да им се каже толку беше, време е за опозиција, време е за одговорност. Го слуша Мали,
кажува да сме го слушале народот, да не ме слушале мене која ќе биде идната влада во Македонија. Токму така, за прв пат се сложувам со Али, го слушаме народот. И едно е сигурно, идната влада во Македонија ќе биде формирана од коалицијата Твоја Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, а идниот председател ќе биде Гордана Силјановска Давкова. На овој крстопат што си и сака светот да го промениш.